Почитувани стружанки и стружани, почитувани пријатели, драги другарки и другари, почитувани коалициони партнери, вечерва сме тука во волкав број за да испратиме јасна порака. Македонија заслужува европска иднина. И тоа не за неколку децении, туку во наредните 5 до 6 години. И тоа е нашата вистинска европска визија за Македонија. Во изминатите 7 години се соочивме со разни предизвици, со големи падови и подеми, но сепак напорно работевме да направиме промени и во ниту еден момент не се откажавме. Не се откажавме ниту за време на пандемијата, ниту за време на енергетската и економската криза. И цело време цврсто стоевме рамо до рамо со граѓаните. Со 9 пакети антикризни мерки, вредни 2,6 милијарди евра, спасивме 80.000 работни места во 20.000 компании. Над 660.000 домаќинства со наша подршка не го почувствуваа ценовниот шок на електричната енергија. За прв пат во историјата ја зголемивме и направивме методологијата за пораст на минималната плата, која денес е 3 пати поголема од она што беше во 2016 година. Денес таа изнесува 22.500 денари наспроти 8.000 денари во 2016 година. Ветивме просечна плата од 500 евра, но значително го надминавме тој праг и денес таа изнесува 650 евра. За нашите пензионери кои изградија оваа држава, обезбедивме достоинствени примања и ги зголемивме пензиите за 55%. Издвоивме и за компаниите. 919 компании добија 100 милиони евра за подршка и направија инвестицијски циклус од 500 милиони евра, со кои се вработија нови 5000 млади луѓе од Македонија. Енергетската трансформација, која започна токму во владата која јас ја предводев и на која сум исклучително горд, денес направи да имаме 600 мегавати обновливи извори на енергија, наспроти само 16 за 11 години на ДПМН. Меѓутоа, почитувани граѓани, мене ми е јасно дека очекувањата на граѓаните се поголеми и тоа е легитимно. Јас не живеам во илузија дека ние бевме совршени и безгрешни. И јас и луѓето од мојот тим знаеме дека имаше голем број пропусти и грешки. Ги слушам критиките на граѓаните за високите цени, за корупцијата, за проблемите во здравството и во образованието. И граѓаните се во право. Требаше да направиме и повеќе и подобро. И затоа ви ветувам дека грешките ќе ги поправиме. Јас и моите другари од СДСМ и од Коалицијата за европска иднина сме подготвени да работиме ден и ноќ за да го реализираме барањето на граѓаните за просперитет на држава, земја со европска иднина. И тоа со новата програма за Европска Македонија. Гарантираме просечна плата од 1100 евра и минимална плата од 600 евра, кои со влезот во Европската Унија ќе пораснат и до 1300 евра просечна плата и 800 евра минимална плата. Гарантираме 20.000 денари минимална и 30.000 денари просечна пензија, но и многу други финансиски мерки за поддршка на нашите пензионери. Младите мора да ни останат дома. Тоа е мојата мисија во наредниот мандат, во наредните 4 години. И од тоа нема да се откажам во ниту еден момент. Затоа ветуваме по 200 евра месечно како поддршка за секое прво вработување на млади до 26 години. Воведуваме и програма за субвенции и поволни цени за купување на собствен дом за млади до 29 години. Дел од нашата програма е и концептот на гарантирана плата за млади, како и грантови од 8.000 евра за започнување на собствен бизнис. Ќе се погрижиме и за сите наши ученици и студенти, ќе има бесплатен оброк кој што ние го воведовме,
бесплатен превоз и бесплатни едукативни екскурзии за нив. За земјоделците, финансиската поддршка ќе се зголеми на 1,35 милијарди евра. Ќе има грантови за мали винари од 15.000 евра, за млади земјоделци од 10 до 20.000 евра и грантови за жени земјоделки од 10.000 евра. Здравствениот систем мора да се подобри. Мора медицинскиот персонал да е добро платен, задоволен и мотивиран, бидејќи на тој начин и пациентите ќе добиваат подобра услуга. И ветуваме драстично зголемување на платите на медицинскиот персонал. До 180.000 денари за специјалистите, до 120.000 денари за општите доктори и до 90.000 денари за медицинските сестри. Воедно ќе обезбедиме и целосно укинување на партиципацијата од 20% во јавното здравство. Јавното здравство ќе биде бесплатно за сите, а на сметка на тоа во јавното здравство ќе мора да се штеди повеќе и ќе бидат укинати сите оние непотребни надзорни одбори, управни одбори и купишта директори кои единствено го теретат буџетот и ништо друго не допринесуваат. Најавуваме и реформа со која ги враќаме државните енергетски компании во рацете на граѓаните, а воедно и гарантираме 100% зголемување на инсталираниот капацитет за производство на струја од обновливи извори. Почитувани и драги мои стружани, единствен начин како нашите деца да имаат подобра иднина е Македонија да стане дел од семејството на нации на Европската Унија. Тоа е единствениот начин како да изградиме фер општество кое ќе им даде можност да се развиваат и да растат. Ние мислиме на нашите деца и се грижиме за нивното образование. Затоа направивме изградба и реконструкција на основни и средни училишта во Струга во вредност од речиси од 2,5 милиони евра. Го реновиравме и базенот кој што го ветуваа генерации и генерации политичари, меѓутоа денес тој базен е реалност и тоа благодарение најмногу на Јован Митревски, кој не престана да се бори тој проект да биде завршен и пуштен во употреба. И ние сме решени секој дел од оваа наша убава земја да се развива рамномерно. Ја реализиравме и рехабилитацијата и подобрувањето на ефикасноста на колекторскиот систем Охрид Струга и започнавме изградба на канализација и колекторски систем од Радожда до Калишта вреден над 80 милиони денари. Ќе се погрижиме и цела Струга да има чиста вода и канализација достапна за секое домаќинство. Ќе се погрижиме да имаме чиста Струга и чиста и зелена Македонија и затоа конечно ќе ги решиме дивите депонии, а ќе обезбедиме и отворање на регионални депонии во соработка со вас. А мали хидроцентрали во заштитени подрачја и во национални паркови од 8 мај понатаму веќе ќе бидат минато и ќе бидат со закон забранети. Ќе исчистиме државата во секоја смисла на зборот. Само преку интеграција во Европската Унија ние можеме да обезбедиме независен судски систем кој ќе се бори против криминалот и корупцијата и ќе направи сите граѓани да се чувствуваат еднакви пред законот. Затоа и најавуваме сериозни реформи во судството. Конечно ќе се спроведе ветингот на судии и јавни обвинители, но и ќе се направи проверка на потеклото на имотот на сите функционери, од пратеници до министри, директори, судии, обвинители и сите оние кои згрнаа богатство од 90-тите години до денес и тоа го злоупотребуваат за влијание и во судство и во медиуми. И нема друг начин да се направи ред. На овој начин ќе потврдиме дека се залагаме за европски систем и за европски вредности во наша Македонија. Почитувани граѓани, ова е само дел од мерките предвидени во нашата програма за Европска Македонија. Оваа програма е реална, остварлива и нема откажување додека секој ред од неа не стане наша реалност. Затоа на нашите кандидатски листи има луѓе кои се квалитетни, кои имаат знаење и вештини и што е можеби најважно, имаат одлучност и посветеност да работат за доброто на државата
и на граѓаните. И од тука, јасно и гласно кажувам за да ме чујат сите, раководни места во министерствата и во институциите ќе има само за оние кои навистина го заслужуваат тоа со својот интегритет, посветеност и честност. Тоа е мојот личен завет пред вас, овде и пред сите граѓани на Македонија. Нема веќе телефонски јавувања, нема веќе ово е добар зашто бил пријател со некого или бил непријател со некого. Само најчестните, најпосветените, најинтегритетните ќе имаат честа да раководат со државните институции. И нашиот главен фокус останува членството во Европската Унија. ЕУ е единствената шанса за Македонија да се промени и да напредува. Единствен друг начин нема. Друга опција не постои. Со членството во Европската Унија ќе се случи вистинска и суштинска промена кон подобро во нашата земја. Јас верувам дека во Европска Македонија животниот стандард ќе биде многу подобар и дека во Европска Македонија ќе успееме да изградиме систем на владење на правото и ефикасна борба против корупцијата и криминалот. И јас се согласувам дека тој пат не е лесен. Ги делам истите емоции со нашите сограѓани кои чувствуваат дека Европската Унија не секогаш била фер со нас. Да, така е. Но дали тоа значи дека треба да се откажеме? Јас велам и огромното мнозинство граѓани вели апсолутно не се откажуваме. Затоа Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата покажа и има храброст да носи тешки одлуки, но важни и неопходни одлуки за државата. Има ли подобар доказ од тоа дека Македонија стана рамноправна членка на НАТО? Има ли подобар доказ за тоа од фактот дека Македонија ги започна преговорите со Европската Унија? И јас го разбирам Јован Митревски што зборува толку емотивно. Ја разбирам и Бисера кога зборува толку емотивно. Затоа што и Бисера беше пратеник, и Јован беше пратеник и стана председател на собрание. Тие беа најмногу напаѓани за предлозите кои што ги носевме во собранието. Тие беа изложени на хистеријата која правеше ВМРО, ДПМН, Левица и сите нивни други коалициони партнери, за да на крајот се докаже дека со Бисера имаме чист македонски јазик во Европската Унија. За да на крај се докаже дека со Јован Митревски го подпишавме првиот договор со Европската Унија во кој македонскиот јазик стои рамноправно со сите јазици на Европската Унија и сето тоа одобрено од сите земји членки на Европската Унија, вклучително Бугарија и Грција, во што никој не веруваше до преклани. И сега повторно слушаме како ВМРО се е страв дека ќе сме изгубеле државата. Ветуваат некакви алтернативни решенија, но верувајте, тоа е само продавање на магла. ВМРО ДПМН начело со Мицковски е истото ВМРО ДПМН кој е начело со Груевски 11 години ја зароби државата внатре, а ја изолираше надвор. Тие нема да успеат да ја придвижат државата кон Европската Унија, а потоа ќе ги обвинат луѓето внатре, ќе ги обвинат соседите и на крај ќе обвинат и самата Европска Унија за се. Тие се спремни Македонија уште 100 години да не влезе во Европската Унија и тоа се нивни зборови, не мои зборови. Вчера Мицковски зборуваше за некакво македонско единство и за мораториуми. За жал, се повеќе и повеќе луѓе сваќаат дека единствен мораториум во главата на Мицковски е мораториумот за интеграција на државата во Европската Унија. Исто како што го блокираше сето тоа во изминатите 2 години, тој е спремен да го одложува членството во Европската Унија уште 11 години. Исто како што правеше неговиот ментор Груевски. Со ВМРО повторно ќе ја пропуштиме шансата, а тие пак ќе ја одвинуваат Европската Унија за нивниот неуспех. И затоа, почитувани граѓани и граѓанки, наместо национално единство за мораториум, на Македонија е потребно национално единство за интеграција во Европската Унија. Тоа е вистинскиот пат за промени и токму тоа е одлуката што вие треба да ја донесете на овие избори. Едната опција се Мицковски, Силјановска и ДПМН со мораториум за Европската Унија,
а од друга страна се СДСМ и Стево Пендаровски кои нема да се откажат од нашата европска иднина. И драги пријатели, свесен сум дека одлуката кому ќе му го дадете и дали да излезете на избори не е лесна. Дел од вас се чувствуваат изневерени од политичарите. Дел од вас се револтирани од одредени одлуки и процеси во државата. И со право. Јас сум искрен човек. Мене не ме создаде политичкиот систем во државата. Јас повеќе од 20 години работев во приватниот сектор. Работев на сложени и големи проекти. Носев одлуки и работев со луѓе од целиот свет. За тие 2 години, додека ја водев владата, дадов се од себе да ги подобриме состојбите и да им помогнеме на граѓаните да го амортизираме ударот од кризата. Направивме многу, не оставивме никого сам, но знам дека не направивме доволно и дека секогаш може да се направи уште повеќе. Многу работи останаа нереализирани. И затоа денес стојам тука исправен пред вас и ви порачувам. Јас сум подготвен да работам ден и ноќ за да изградиме држава со која сите ќе се гордееме, држава која ќе биде 28-та држава членка на Европската Унија. Тие кои се спремни да ме следат ќе бидат дел од мојот тим. Оние кои не се и кои што сакаат да тактизираат и кои што сакаат да импровизираат, уште од сега да знаат да си бараат друга работа. Ние сме умен и способен народ. Ние не се откажуваме кога е тешко. Затоа гласно велам, нема откажување од иднината, нема откажување од нашиот план за достоинствена и среќна иднина на нашите деца и на нашите внуци. Почитувани стружани, драги пријатели, и гледам ДПМН и Мицковски велат Македонија повторно твоја. Која е таа Македонија што ја ветуваат на граѓаните? Дали е тоа повторно онаа Македонија од времето на Груевски, кога се потрошија стотици и стотици милиони евра за стиропори и за лажен барок? Дали е повторно онаа Македонија од мрачните времења на Груевски, кога се затвораа медуми и сврла и тепаа пратеници од собранието, кога се тепаа студенти по библиотеки? Или може би ја ветуваат повторно онаа Македонија што ја ветија на последните локални избори, а ништо не остварија? Тогаш гордо најавуваат чуда. Што од тоа имаме ние денес? Валкани градови, нерешен транспорт, искршени улици и булевари. Тотален хаос и во главниот град, и во сите други градови кои ги раководат. И затоа, почитувани и драги мои стружанки, стружани и драги пријатели, на 8 мај изборот нема да биде само помеѓу партии и кандидатски листи. Изборот на 8 мај е многу посуштински за сите нас. Изборот на 8 мај е многу посуштински за сите граѓани на државата. Изборот е меѓу надеж и просперитет на иднина со СДСМ или безнадежност и враќање цела една декада назад со ВМРО ДПМН. Дали ќе поддржите искреност, посветена работа, честност и одлучност, или ќе поддржите кукавичлук, манипулации и лажен патриотизам? Ве повикувам на 24 април и 8 мај да го заокружите бројот 1 и да гласате за европска иднина, да гласате за нашиот председател Стево Пендаровски, да гласате за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата за европска иднина, затоа што единствено ние имаме јасна визија и конкретен план за подобар животен стандард, за просперитетна и развиена држава во која функционираат и здравството, и образованието, и демократијата, и владее слобода на медиумите, и има социјална правда. Одиме на победа. Нема застанување додека не ја направиме Македонија дел од Европа и нема откажување додека Европа не ја донесеме во Македонија. Нема откажување од иднината, а вашиот избор во Струга е убавина. Вие имате лесен избор. Број 1 Стево Пендаровски, број 1 Јован Митревски, број 1 Бисера Костадиновска Сточевска.
да сте ми живи и здрави, да живее СДСМ, да живее коалицијата за европска иднина, да живее Европска Македонија.